Членовите на планинарскиот спортски клуб Осогово му приредија свечен дочек на својот член Зоран Николов по неговото враќање од експедицијата во Јужна Америка, каде пред една недела се искачи на врвот Аконкагва, кој е највисок на планинскиот масив на Андите, пренесува канал 8 од Кочани. Сакав да достигнам 7000 метри и без малку е 7000, без 30 и нешто метри и успеав во тоа. Условите се сурови, дури на врвот и нема снег, подолу има некаде околу 5000 метри, а на самиот врв нема снег, затоа што многу се силни ветровите, го издувуваат целиот снег таму и останува голо. Температурите се можеби околу минус 30, па и дури и подолу, а ветровите достигнуваат брзина 80, па можеби и до 100 километри, и тоа е многу сурова средина. Нема буквално никаков живот таму, ни растение, ни животинка, ништо нема таму. Ние бевме четворица од Македонија и двајца од Србија. Сите искачивме за среќа. Пред нас имаше многу групи, ама тоа не влијаеше демотивирачки на нас. Не искачија цели групи од 16 луѓе, од 8 луѓе. Пред ден-два пред ние да искачиме, беа многу сурови условите, многу силни ветрови и мора да се вратат други планинари, не успеа да се искачат. За среќа ние имавме убав ден, беше во минус температурата, ама немаше силни ветрови, многу силни, и успеавме да се искачиме. Николов заедно со уште тројца македонски планинари беше дел од експедицијата која успешно ја заврши мисијата за искачување на највисокиот врв во светот, кој што не е во Азија, односно на Хималаите, вели во изјавата на ТВ канал 8 Кочани. Треба да си максимално подготвен физички и максимално подготвен психички, дури и тоа второто може би е побитно. Мускулите ни работат, ама мора психички да бидеш подготвен, да не се откажеш. Доаѓаме во клучни моменти кога е многу тешко, многу сурово, спиеме на минус 30 во шатори, осеќаме и ладно, значи имаме убава опрема, ама сепак предизвик е да се наоѓаш да спиеш на 6000 метри во тоа време на тоа место, да. Викам уште ова и готово, ама не е уште ова и готово, се надевам дека ќе дојдеме до 8000 во наредниот период, да сме живи и здрави само. Ќе се подготвувам секако со мојот клуб, со Осогово, ние си правиме тренинзи и кога ќе се створат услови, мислам дека ќе се пробам на предизвик од 8000 метри.